Престојниот викенд, би рекол продолжен викенд за многумина, ќе биде одлична можност за прошетка на отворено, посета на нашите планини, туристички места и знаменитости, пеш или зошто да не и со велосипед. Ево пресрет на Илинденските празници, Сдруженијето на велосипедисти Macedonian Bike Riders организира велосипедска тура до манастирот Прохорчински, како и посета на меморијалниот центар на Аснон во Пелинце. Детали за самата велосипедска тура утринава дознаваме од Горан Богоевски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Ова е тура која што до пред почетокот на пандемијата со COVID-19 редовно се организираше од членовите на вашето здружение. Годинава по 2-годишна пауза повторно на вашата велосипедска агенда. Би сакал на почеток да откриеме за гледачите од каде потекна иницијативата за една ваква велосипедска тура. Па идејата пред 10 години веќе родена. Самото место Прохорчински и манастирот е едно од страна наша македонска, нели историско големо значење има. Историјата таму наша почетоците на државата се испишувале и кога се ближат тие празници 2 август и Илинден, сакавме нешто со велосипеди да најдеме начин како да го обележиме тој ден и да му дадеме значење на тоа само возење, на таа сама велосипедска тура. И така пред 10 години со неколку велосипедисти тргнавме сами без знаејќи што не очекува по патот, кај треба да се движиме. Нормално пратејќи насоки, патишта, дојдовме, го видовме и веќе се заљубивме во самото место, во самиот простор, во самата природа која што е сместен самиот манастир. И решивте дефинитивно ова да биде една од редовните тури која што ги организирате секоја година. Ајде малку повеќе информации за нашите гледачи, која е конкретната рута по која што ќе се движите во недела? Па така, тргнуваме стандардно од Скопје во 7 часот пред преднозналната сала. Прва точка ни е Куманово, се разбира, ќе одиме преку Старо Нагоричане, проаѓаме низ Пелинце и преку граничниот премин влагаме во Србија и Прохорчински. Таа е таа рута што ќе ја движиме, некаде 65 километри во еден правец се возат, се вози цело време по асфалтен пат. Ќе имаме некои паузи за освежување, да се напиеме вода, да прекаснеме. Целта ни е да го обележиме, нели, денот и датумот и да ја посетиме манастирот Прохорчински. Така, кога е стартот на турата и кој се може да ви се придружи на истата? Има ли некакви ограничувања? Така, па ограничувања нема, ама потребна е психофизичка спремност. Сега месецов е веќе кога сите велосипедисти се во, речеме, во зенот на формата и се развозени, ама пак да ги охрабриме, треба кондиција, пошто има и неколку искачување натака, треба да се совладат и тие препреки. Нормално препорачуваме секојаш техничко исправен велосипед, пошто сега е малце и потопли, температурите се високи, препорачуваме и најмалку 2 шишиња со вода да се носат, овоше свежо или суво. Така да стартот спомнав, нели, 7 часот универзална сала, треба кондиција, сепак треба кондиција. Ќе возиме малце со темпо, може побрзо, за да можеме да отидеме и да подолго време посветиме на манастирот, а после и посетата на меморијалниот центар Аснон во Пелинце. Каков е теренот по кој што ќе се вози оваа рута и дали всушност оваа тура спаѓа во оние кои што може да ги возат дури и почетници? Не, за почетници не ја препорачуваме воопшто, како што напомнав на почетокот, 65 км во правец, зависи кој од дел на град Скопје доаѓа, значи сигурно ќе искочи од 140 до 150 одење и враќање. Треба припревност, треба спремност, добра кондиција и сега покрај добрата кондиција неопходно е да се има и соодветна опрема, што е она што најчесто се препорачува за турите во овој летен период од годината. Така, секојаш настојуваме заштитна кацига, летно време нормално наочари за сонце, пошто се високи температурите и увето веќе нели штетно, пред да се трне и може да се носи со себе некој крем со заштитен фактор да се премачкаат нели оние делови од телото кои ни се изложени сепак, да не дојде до несакани последици. Тоа е велосипедска опрема, шорцеви, дрес, може и не мора да се носи уште еден резерва за пресоблакање, али најмногу кацига и опрема велосипедска стандардна. Што по пристигнувањето на предвидените локации, има ли одредена агента која што е за таму предвидена, замислена?
Па има, секојаш кога доаѓаме во манастирот, натре мора да напоменам дека тој е женски манастир, влегувањето во самите простори кај што е манастирот, мораме да ги прекриеме оние делови од телото што ни се голи, например нозе не е дозволено се влага во бермуди или во кратки сукњи, таму што се тие во манастирот даваат нели такви облеки, некои се влага натре, се посетува, убаво да се видат иконаците, местата кај што се одржало, например, заседанието насно. Има доли една мала кафетерија, можам да нарачам, кој што ја монахињите обслужуваат, кај што има убави лепињи со кајмак, со рибче, варат кафиња, чаеви, има убави видиковци во самиот тој простор, да, има што да се види, има убава река која тече таму, тоест тоа е пчиња тука проаѓа. Убава е природата, да. Да, тоа може да се забележи од фотографиите кои што ни ги испративте и кои што во моментов ги следат нашите гледачи. Најдоследно е да лобуваат самата рута. Она што ме интересира е како е да се вози на овие високи температури, како се справуваат велосипедистите со топлото време, колку високите температури го отежнуваат вашето возење и се бираат ли, например, полесни рути во текот на летото, рути во кои што има потреба од помал физички напор? Или пак, од друга страна, топлото време воопшто не влијае на вашите способности како велосипедисти? Не, влијае многу топлото време и ги отежнува, нели, возењето не е исто на пролет или есен или крај на есен. Самото нели сонце и самото потење малце оневозможува да се движиме полесно, али со времена хидрација на самото тело, значи ден пред возење и дури возење, ако често пиеме течности и вода, се хидрираме, не е проблем. Турите кај мене осмислени се пред време, значи бегаме и одиме кај што е посвежо, кај што имаме почести места кај што може да застанеме да се дополниме со вода или со течности. Летно време бегаме на планина, на повисоко место, кај што и температурите, барем за 5 или до 7-8 степени се пониски него градските. Одиме покрај вода и одиме кај што има повеќе зеленило. Стануваме и рано, значи од дењето, возењето е малце се поместува, да, значи се излегува некош во 5, во 6, во 7 часот наутро, за да можеме барем до 11-12 часот да стигнеме до таа сакана дестинација, да. Се вози отежнато, али со конзумирање на течности, со витамин С, со добра заштита, може на сонце. Може тука, да се издржат и овие летни тури. И психофизички се надоградуваме и јакнеме кога и се вози на сонце. Точно се потимаме она све што е лошото, мислам негативното, преку исхрана, преку потењето, преку тоа го чистиме, го вадиме од нас. Значи, подобро да се испотиш убаво, ќе стигнеш и некоја килажа, некоја грамче ќе се намали, така да добро дојдено е стварно. Добро дојдено е по нашиот организам. Да. Со оглед на тоа што ова е рута која што се вози надвор од границите на Македонија, се случува ли на овие тури надвор од нашите граници да реализирате и соработка попатно со велосипедисти од соседните држави? Имате ли некакви контакти? Често се случува ли да ви се придружат на вашите тури? Па имаше пред 2-3 години баш за Прохор Пчински имаше се најавија сака да го свртат обратно, значи од Србија имаше да дојдат барем до Куманово да си го свртат кругот обратно, значи има убав круг од Србија преку Куманово, пак Прохор Пчински, Врање се вози тоа, да. Има соработка, сакаме нели и Охридско езеро кога возиме и други тури, така има. Па и нашите тури не се толку, да кажам, атрактивни, пошто сите други околни држави околу нас имат и своји настани и природа и се малце и треба ден-два да земат и викенд продолжен за да можат да дојдат, нели, па тоа и малци буџетот го товарува, пошто нашите тури се до некаде во еден ден траење, одење, враќање. Има интерес, ама не е толку колку што има порано имало и све. Малце и пандемијата со која си ги направи своите работи да се одвоиме. Сосема накусо пред крајот на разговорот, активни на сите полиња и особено во текот на летните месеци, реализиравте неодамна тура до Велешкото езеро Младост, бевте до планинарскиот дом Љуботен, реализиравте и тура до Патишка река. Колку овие летни тури се атрактивни за љубителите на велосипедизмот и може ли да се каже дека во летниот период има поголем интерес од страна на граѓаните и сосема накусо дополнително, која е вашата омилена летна тура за возење? Па е, прво, омилена е секојаш планината Љуботен, Караджица, било која планина, значи имаме агенда сега и кај Макчалан да одиме, значи било каде на планина, значи планината секојаш не плени натака. Да, бевме Љуботен, бевме Патишка река, малце бројот на учесници опаѓа, пошто веќе е лето и во ексе сезоната на годишните одмори, ама тие што се тука и се во Скопје, во Македонија, да, доаѓаат.
Пред да го најавам следниот прилог, со кој што ќе го завршиме денешното издание на Македонија наутро, имате и посебна благодарница до нас и до нашата редакција. Така, ова е поклон за вас и за вашата екипа на Добро утро Македонија, за соработката што веќе 5-6 години. Еве, за кратко ќе го погледнат и гледачите. Тоа е одлично. Од нас за вас што се вика. Се надеваме дека и понатака ќе ни продолжи соработката, ќе биде плодна и богата. Благодарност секако за пакетата. Еве, јас ќе ја преземам во името на редакцијата на утринската програма. Секако ќе ја краси нашата редакција. Соработката продолжува во секој случај во насока секако на промоција на велосипедизмот и она што се нарекува здрави животни навики. Ви благодарам сепак. Благодарам уште еднаш за денешното гостување, а ние ова издание на Македонија наутро најавив ќе го завршиме со спортска тема.